ситуација што имавме викендов со кампулињата кои што правеа на наши концерти, па нели тргува инспекторите и полицијата, односно вашите ингеренции што преземате во врска со овие наставници да се запазат нејавните и да се намали опасност од ширење на коронавирусот, дали имате ви некакви надлежни делови, разликите што се функционални се уште не Значи, во рамки на своите редовни активности градот Скопје го инспекторира делот од јавниот простор, односно заштита на јавниот простор, тротоарите, зеленилата, меѓутоа и поставувањето на така наречената урбана опрема која што се поставува визави елаборатите кои се доставуваат и јас имам дадена налог уште пред 10 дена, имајќи во предвид дека се појавуваат аномалии и на загрозување на јавниот простор, меѓутоа и на аномалии на злоупотреба на можноста на определени економски субјекти и покрај пандемијата да работат, да ги злоупотребуваат овие да го злоупотребуваат ова нивно функционирање, така што во некако вид на мини координација со Министерството за внатрешни државниот пазарен инспекторат, општините во градот Скопје и самиот град Скопје вршиме засилени инспекцијски надзори, особено во централното градско подрачје каде што ваков тип на девијации се појавуваат, изготвени се од она што јас знам и други неопходни законски измени кои што ќе овозможат на различните видови на органи на различни нивоа да може да бидат сериозно поригорозни, особено кон лицата кои што за жал свесно го доведуваат во прашање или го загрозуваат јавното здравје. Изрекуваме перманентно, мислам дека овој викенд беа изречени на 350 казни за злоупотреба на јавниот простор и злоупотреба на терасите кои што ги имаме ние издадено како решение. Се наближува периодот од годината кога воздухот загадува Скопје, нели 15 почнува и гредната сезона сега се отвора. Дали градот има некои планови кои што би спречиле загадување на воздухот или сте вишли со ова есен? Не постои начин како вие ќе изготвите план кој што ќе спречи загадување на воздухот. Постојат перманентни мерки кои што ги превземате во текот на целата година, вклучувајќи и ова што за денеска разговараме, вклучувајќи автобусите кои што ги промовиравме, вклучувајќи подобрувањето на инфраструктурата и проточноста, вклучувајќи инверторите кои што веќе ги плаќаме, велосипедите, тротинетите, што значи дека градот перманентно работи на чекор по чекор подобрување на условите за подобар и поздрав амбиентален воздух. И веројатно не случајно заради тоа во изминативе 2 години немавме така екстремно загаден воздух, токму заради некои од работите што јас по неколку пати ги разговаравме во 27 мерки кои што градот претходно ги немал превземано, сега ги превземаме и тие даваат резултати. Не постои магично стапче со еден начин како тоа да го решите. Јас се надевам дека регулаторот ќе одговори позитивно барањето на ГЕС за лиценцирање на градски енергетски системи за затоплување на домовите со цел и малку поорганизирано влеземе во затоплувањето на домовите, не само со инверторите, не само со печките на пелети, бидејќи факт е дека затоплувањето на домовите е еден од главните фактори. Од друга страна, во напредна фаза е се разговорите, преговорите со Европската банка, со ЕБРД, помеѓу владата, градот и ЕБРД, и јас очекувам дека некаде до крајот на идната година, до 2021 или почетокот на 2022, Скопјани веќе ќе ги уживаат благодетите на новиот брз и модерен јавен транспорт, со што ќе влијаеме на намалување на црпинските сообраќај во градот. Ние за сега го правиме пресекот, се уште има доволно средства, мислам, и да го ја продолжиме акцијата понатаму. Вие гледате дека минатиот викенд на територија на Сарај, овој викенд на територија на општина Шуто, Ризари, вршевме фактички одобрување на средствата со тоа што се предава старите печки. Знаете дека во Долно Лисиче вршиме заедно со UNDP, градот финансира изработка на замена на енергетските системи и енергетско ефикасни фасади на објектите со цел да тоа подрачје кое што важи како едно од најзагадените во градот ја подобриме системата со амбиентални воздух. Планот е да го пуштиме во среда, освен ако не ни се јави дека дел од тимот може да е ковид позитивен, па да имаме
таков тип на Јас се надам дека ќе немаме. Инаку е објектот готов, планот беше да го основаме, да го отвориме официјално во среда. Прекрасно изгледа, меѓутоа ако пандемијата не се исплече, едноставно тоа ќе мора да го одложиме, зашто 7 луѓе кои што таму во моментот работат, сега се во фаза на тестирање.